Во владата пред околу 1 час почна првата тет-а-тет средба меѓу премиерот Мицкоски и лидерот на СДСМ Филипче, на која што според најавите ќе се разговара за долгорочен план за реформи на образованието, здравството, правосудството и животната средина, како најслаби алки во системот. Пред владата е Ивана Стојановска, во живо имаме во вестите. Ивана, да чуеме дали средбата се уште трае и се знае ли и официјално кои теми се најдоа на маса? Да, Борче, средбата е во тек, започна пред околу 1 час, како што спомена и ти, некои десетина минути пред 2 часот, како што беше и најавена средбата, пристигна овде во просториите на владата претседателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Тој даде изјава пред официјално да започне средбата, рече дека очекува оваа средба да биде конструктивна и дека на неа, како што рече, неговите очекувања се, впрочем, како што изјави и на вчерашната пресконференција, во фокусот да бидат здравството, образованието, правосудството, животната средина, меѓутоа и партизацијата и политизацијата на институциите. Тој рече дека е внимателен оптимист околу тоа што ќе произлезе од денешната средба и дали ќе биде постигнат евентуален договор на некоја од точките кои што тој ги предлага во неговиот план, околу тоа во која насока треба да се движи државата, а која што дојде како иницијатива по трагедијата во Кочани, односно во пожарот во дискотеката Пулс. Околу тоа, пораките и обвинувањата кои што беа упатени во текот на денешниот ден од опозицијската ДУИ, Филипче негираше дека станува збор за било каква моноетничка коалиција и рече дека е разочарен што им се дава етнички предзнак на ваквите средби. Рече дека и се уште стои барањето да се одржи и лидерска средба помеѓу лидерите на сите политички партии. Предлагамо продолжение да ја слушнеме неговата изјава. Искрено очекувам конструктивен разговор. Навистина ми е драго што премиерот го прифати состанокот уште веднаш. Жалам што вчера во текот на денот одредени политички партии се обидоа да уфрлат некаква етничка димензија и сакам сега апсолутно да демантирам дека иницијативата повикот за лидерска меѓупартиска средба беше и се уште е за сите партии со оглед на тоа што премиерот први веднаш прифати. Еве ќе поразговараме за темите кои што сметам дека треба заеднички да се менаџираат, кои што никогаш до сега на тој начин не биле така менаџирани. Темите ги нафрлив вчера, денеска ќе се обидам подетално да му ги објаснам, како и некој предлог начини, така како што ми е мене во моментот размислувањето, без претензија дека тоа вистинскиот начин сега го отворен сум за да разговараме за сите опции, во однос на очекувањата, еве како и секогаш да кажам дека сум внимателен оптимист. Ивана, кажавме и во најавата, ова е прва средба меѓу премиерот и лидерот на опозицијата по промената на власта во јуни, па прашањето сега е какви се очекувањата на политичките аналитичари? Да, околу очекувањата на оваа, како што рече и ти, практично прва тет-а-тет средба помеѓу премиерот Мицкоски и претседателот на опозицијската СДСМ. Очекувањата на аналитичарите, односно на Петар Арсовски, со кој што поразговаравме околу денешната средба, се дека нема да има некаков конкретен епилог или практично некој постигнат договор од оваа прва средба. Меѓутоа, тој рече дека гледа две опции како излез, односно како можно сценарио од оваа денешна средба и дека се надева дека овие разговори ќе продолжат и во иднина и дека добро е што впрочем има било каков диалог. Тој се осврна токму и на обвинувањата од ДУИ околу тоа дека се прави обид преку оваа средба да се практично исфрлат сите албанци од сите нивоа на власт во државата. Предлагамо продолжение да слушнеме неговите ставови околу тоа каков е можниот исход од денешната средба овде во владата. Било како во ниво на политички инклузивен диалог е добре дојдено, но тоа треба да биде што е можно пошироко. Се разбира дека постојат прашања кои надминуваат индивидуален мандат на било која влада или индивидуална политичка стратегија и треба да се направи поширок политички консензус за тоа. Но сепак имајќи ги предвид високите политички тензии на македонската политичка сцена, не верувам дека тоа ќе донесе до некаков консензус веднаш. Постојат два можни исхода. Едниот е да се продолжи со разговори и тие да се прошират и да се направи некаков државен, национален, општествен консензус околу некои битни прашања, или дека ова ќе остане една епизода во која ќе има некаков обид за инклузивност или
конструктивност и потоа ќе се вратат на старите партиски пинг-понг пресконференции. Мислам дека е тоа во насока на општиот политички наратив на ДУИ, кој тврди дека албанците се запоставени и дискриминирани со новата власт. Се разбира, доколку се зборува за некакви посериозни општествени промени, треба да се вклучат и етничките заедници, односно да заедничкиот на општествен и политички консенсус треба да го отслика мултикултурниот карактер на државата, но не мислам дека оние партии кои евентуално одбија лидерска средба имаат многу право да се бунат, зашто таа се одржала и без нив, условно речено. За исходот од денешната прва средба помеѓу премиерот Мицкоски и лидерот на најголемата опозицијска партија СДСМ Венко Филипче, како што најави и самиот Филипче пред да влезе официјално на средбата, рече дека ќе даде изјава со деталите околу тоа што се разговарало и дали е постигнат било каков договор, додека од владата не информира дека за деталите околу тоа што се разговарало на оваа денешна средба ќе информираат преку пресоопштение, односно соопштение до медиумите. Ние секако остануваме овде, повеќе од 1 час веќе трае средбата. За конкретниот исход ќе информираме секако во следното информативно издание. Студио? Така е. Ивана Стојановска за средбата Мицкоски Филипче, ти благодарам.